Полицијата се уште не соопштува по конкретни детали за убиството кое се случи пред 2 дена во Скопје. Не кажуваат дали ја знаат причината, ниту пак дали имаат сознанија кој би можел да стои зад пукањето во Скопски бутел, кое заврши фатално за 43 годишниот Камери Дризи, а неговиот 24 годишен внук е во болница. Од МВР вело дека обвинител излагал на терен и сега наред обвинителството да побара докази и сознание од Министерството за да се истражи случајот. Нови детали не споделуваат. По објавувањето на фотографиите на Идризи со дел од функционерите на СДСМ, единствено се огласи градоначалникот на Бутел, Смилевски, кој рече дека не знаел ништо за бизнисите на убиениот и дека не видел ништо лошо од него. Сум немал ниту работа, ниту бизнис, туку било чисто другарство. За мене секогаш бил во ред. Опозицијата реагира дека е загрозена безбедноста на граѓаните. Она што мене ме загрижува е тоа што повторно луѓето кои што направиле такво дело се блиски пријатели до функционерите на СДСМ и треба да дадат одговор СДСМ зошто во континуитет имаат пријатели и слики и за кои цели се сретнуваат со такви луѓе. Еве како што гледаме, човекот кој што загина во таа несретна пресметка е пријател на градоначалникот на општина Бутел. Даде изјава дека станува збор за навистина негов близок пријател и дека тој нема лошо видено од таков човек. Безбедноста на државата е под сериозен притисок и треба да се понесе одговорност за ваквите случувања на улиците во Република Македонија. По крвавата пресметка во очи на еден од најголемите муслимански празници, жителите на Бутел велат дека се исплашени и не се чувствуваат безбедно. Да, јас доле тука на приземје, ја мислам дека дека Бајрам нели на луѓе во комшиве се слават. Ама беше страшно, да ви кажам, тоа пукање, рафали, еве колата ја оштетиле на човекот. И полиција доаѓаш и се, ама не знам да ви кажам ова држава и каква стана. Се плашите? Многу. Многу овде уопште не се живее, ја не знам како ги направи овие згради тука. И со страв живееме, да ви кажам. Па исплашили. Се сплашиле за децата, за едно за друго, за безбедност и заради нас. Не, замолам, не. Добро. Оштетена ми е колата и така, да не. Како? Оштетена ми е колата и така. Но не само тие. Голем дел од граѓаните ширум Македонија стравуваат, особено ако се земе предвид фактот дека убиствата, престрелките, грабежите во државата се поретко целосно се расчистуваат. Се уште не се пронајдени сторителите на двојното убиство во Чаир, кое се случи на 5 март годинава, кога беа убиени две лица на возраст од 28 и 24 години. Полицијата тогаш на местото на настанот најде чауриот пиштол и автоматска пушка, а не е позната причината за убиствата, како и тоа кој стои зад нив. Се уште не е расчистено ни кој пукаше во синот на поранешниот поглавар на ИВ за Сулеман Реджепи, кој се здоби со прострелна рана во левата надколеница на 1 март оваа година. Осомничен беше косовски државјанин, кој по краткотраен притвор од 48 часа беше пуштен на слобода, бидејќи најдените ДНК траги во возилото, според полицијата, не биле негови. Не се целосно расчистени ниту случаите со убиството на Рузвелта во 2018 година, ниту пак кој пукаше на партизанска во близина на Лептокарија. Нема затворски казни, ниту пак разрешница за пукањето во хотелот Александар Палас, каде според информациите кои кружат во јавноста било пукано во група во која бил сега убиениот Камери Дризи.